Дојдовте во новото издание на Бумбар на телевизија Нова. И денес заедно ќе го избереме настанот на денот од она што ќе ви биде понудено во табелата. Насловите веќе можете да ги видите, а сега и малку подетално за предлозите. Зијадин Села, кој што не ги признава македонското знаме и химна и тврди дека македонците пред 100 години и не постоеле, излезе со нова изјава. Овој пат вели: ако не се официализира албанскиот јазик во првите 100 дена, како што ни е ветено од страна на Заев, ќе го блокираме парламентот. Do kërkoj vetëm një çështje të bëj. Ai le të bëj 10 çështje. Le të bëj gjuhën shqipe zyrtare. Ashtu si mendon ai që duhet ta bëj. Ashtu si mendon. Me që të jetë në kushtetut gjithçka që u thash të respektohet, të shfrytëzohet maksimum ato që lejon kushtetuta, dhe tu s'ka asgjë të keqe. Vetëm drejtim që diskutuam edhe pak më herët tani. Apo, në qoftë se nuk e bën, kam thënë, dhe mashtron, si të kalojnë 100 ditë, shqiptarët do duhet gjithë të bllokojnë parlamentin me çadra atje. Në qoftë se s'do të ketë ligj, ja po ta them të vërtetën. Me që si kemi 2/3 e votave, flas vërtetën time, subjektit politik që unë përfaqësoj. Në qoftë se s'do të ketë ligj, që do ta shfrytëzojnë në maksimum të drejtën kushtetuese të përdorimit të gjuhës, nuk do të ketë për krahën time asnjë përbërje qeveritare. Ndërkohë nëse nuk ka asnjë çfarë vërtetë don tjetër, nëse nuk ka përkrahje asnjë qeveri. Me konstatim që ne nuk ishim dorë nga ndryshimet kushtetuese. ВМРО ДПМНЕ излезе со став, вели нема ниту една рационална причина за продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство е продолжена рака на аболицираниот криминалец Зоран Заев. Тие ја имаат улогата на цензор за да расчистат со медиумите кои не му се под контрола и кои самиот Заев ги прогласи за непријатели. ВМРО ДПМНЕ гласаше за СЈО кое професионално, непристрасно и неселективно ќе си ја врши работата, а не за СЈО што ќе биде прв соработник и послушник на аболицирани криминалци и ќе служи како општинска организација на криминогеното раководство на СДСМ. ВМРО ДПМНЕ не гласаше за СЈО кое ќе заплашува и затвора медиуми. Со самото откажување од случајот Пуч, со пуштањето од притвор на Верушевски и со сегашниот атак кон медиумите, СЈО потврди дека нема ниту една рационална причина за продолжување на неговиот мандат. А ставот за работата на СЈО со посебен акцент врз работата на медиумите кои професионално известуваат, го изнесе главниот уредник на телевизија Нова Билјана Трендафилова. Да се потсетиме уште еднаш на изјавата. Последниот случај од страна на специјалното јавно обвинителство го толкуваме како директен атак врз нашиот медиум. Обид да се замолчиме, обид да ја промениме уредувачката политика. Напротив, ќе истраеме на овој притисок. Ако некому не му се допаѓа како телевизија Нова известува за работата на Катица Јанева и на незиниот тим, тоа не значи дека треба да има реванш. Ние и јас како прв човек, како главен уредник на медиумот, имаме уредувачка политика која што ја спроведуваме, која што ни донесе гледаност и рейтинг. И сметаме дека и натаму критички ќе обсервираме работата на СЈО. Дали тоа некому му се допаѓа или не, тоа е нивно право, но не е добро да има реванш врз медиумот, затоа што овој обид е директно угушување на слободата на медиумите и демократијата во Македонија. 240-2002, 240-2005 се телефоните на кои денес гласате. Секако достапни ви се и Facebook и Twitter на телевизија Нова, така што можеме да се слушнеме на секаков можен начин и преку социјалните мрежи. Добро вечер ќе му кажам на нашиот прв гледач кој ни се јавува. Повелете. Господа Тања, ви Повелете. Ве поздравувам со сите Божји благослови. Ви благодарам. Зашто се одлучивте? Па би дискутирала и за двете теми, и за двете теми би имала да давам бумбери, меѓутоа си го знам своето право. Сакам само едно да кажам. Заедништвото го благословил Бог. Бог ни го дал ова остаток од парче земја и верувам дека ќе го сочува. Бог не дозволува оцени и во Евангелието по Матеја е речено: блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат, за да понатаму каже: блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Црн бумбар за првата тема. Уцени нема во држава која што ја дал Бог и каде што љубовта владее.
А што се однесува за втората тема, СЈО, како институција која што не е уставна, навистина нема причини за продолжување на мандатот. Ви благодарам. За вашата ТВ куќа, поздрав до иницијативата за заедничка Македонија и Христовиот мир, мир Божји да се всели во срцата на сите. Ви благодарам, господје, поздрав до вас. Еден црн бумбар за првиот предлог, села, двојазичност, официјална во првите 100 дена или блокада на парламентот. Добро вечер. Здраво, Тања. Здраво. Голем поздрав, Славица на линија. Повелете, господје Славица. Голем црн бумбар за првиот предлог. Ово е више стварно претеризам. А ќе кажем малце за втората тема. Паметно, овај народ е толку паметен. Еве све што се прави, видовме, не се руши, не се фрлат камења, не се тресат чекиринка и заев како што се тресеше и фрлаше камења. Таа слика никад нема да ни се тргне на нас пред очи, поготово на нас мајките што сме преживеале со децата. А вас, мислим, мандатот какво продолжување? Она дојде само да направи збрки, да пуни джеповите, парите од нас, сиромаштијата, од стечајците. Што не помогна на стечајците да види каде се парите? Но фанало се тамо каде има пари. Какво продолжување? Само напред и Македонија ќе биде слободна. Поздрав, Танче, се наобо. Ви благодарам, господја Славица. 2 црни бумбари за првиот предлог. Продолжуваме со уште од вашите јавувања. Добро вечер. Добро вечер, Тања. Повелете. Добро вечер, заедничка Македонија. Значи, вечерва сум изненадена прекрасно од нашите момци што играа денеска. Тешкото. Протестите, да. Да. Овака сега, за првата давам црн бумбар и да му кажам, со 2 пратеника ќе ни се заканува, ќе го блокирал парламентот. Човече Божји, абе, ако не ти се живее овдека, близко ти е границата таму што ти подпишале овде да ни правиш проблеми. Толку за него. А втората тема исто би дала, би дала бил бумбар, нели, Кога би го имале? Кога го имале, за СЈО. Значи, тој како чир кој ќе ти излезе на страна, тоа е што ни го прави специјалната обвинителка. Господе, прости и не знае што прави. Ви благодарам за јавувањето. 4 црни бумбари за првиот предлог. Продолжуваме со уште од вашите јавувања. А знам дека пишувате и на Facebook. Ајде уште едно јавување во живо, па ќе одиме со ѕидот на Facebook. Добро вечер. Тања, Боне од Битола. Повелете, Боне. Еден најголем црн бумбар за првата тема. Црн бумбар за првата. Коментар? Нека не се занесува Села и Заев и компанија дека ќе го блокират собранието. Тоа е македонско собрание. Ќе го бранат македонците. А за втората точка, СЈО, обвинителството, он нема од обвинителство. Како не му е срам што уште седат јадат државни пари од сиромаштијата? Убо рече предходната гледачка, што ли се затна за специјалисти што ги извркаја 230.000. Па да тоа да докажува што направи, кај е криминало. Ви благодарам. Поздрав и се најубаво да погледнеме што се случува на Facebook. Алекс, македонски тема е еден најцрн бумбар. Друг пат да не може да се кандидират за било какви избори овакви национал-шовинисти. Драган Ивановски, црн бумбар за првата тема. Горан Карамфиловски, исто црн бумбар, колку што видов. Козметичка Малова еден црн за Села, за вториот предлог бел бумбар. Тони Петревски, голем црн бумбар за овој Селја, суцени и закани сите. Ние сме учени, ние македонците, но ќе истраеме. Игор Цагаровски, црн бумбар за првата тема. И Билјана добро, не го знам презимето, овие се некои ознаки. Црн бумбар за фрустрираниот Села. Тоа можам да го видам. Васе Тасев, црн бумбар тема 1. И продолжете да пишувате, ќе ги прочитаме вашите коментари. Секако ќе ги изброиме и вашите бумбари во табелата. Добро вечер. Ало, добро вечер. Со кого разговарам? Гледач од Унитарна Македонија. Повелете. Вака, црн бумбар за Села. Црн, нека биде и коментар. Коментар зборува за нешто блокирање парламентот. Парламентот може однадвор тако од подалеку да го види само. А името му одговара Села, он е за селење од тука. Благодарам, пријатно. Ви благодарам, поздрав, се најубаво 2402002 и 2402005 се телефоните на кои комуницираме. Добро вечер. Ало. Во програма сте, повелете. Со кого имам чест?
Се исклучи гледачот, баш ми е жал. Се надевам барем гласала, ако ништо друго. Добро вечер. Во програма сте, ве слушам, господја. Добро вечер, Елена од Картош на телефон. Повелете, господја Елена. Душо, тешкото ме расплака. Со солзи се јавувам. Македонија не им ја даваме. Не им ја даваме. Црн бумбар, колку што се црни во идеите. И за второто не можам да зборам до сега. Кога ги гледам момците, сум се расплакала. Толку многу ова Македонија е тешка. Толку многу и од сите страни крадена, нападена, уште ние тоа да го направиме. Значи, црн бумбар за првото, за села. За првиот. Благодарам, господја Елена, поздрав до вас. ВМРО добро вика да се тргне све од Македонија. Само штета нанесува. Ви благодарам. Одиме со она што се случува на Facebook. Во меѓувреме вртете 24020002, 24020005. Игор Ивановски, црн бумбар за тема 1. Александар Шиколов, Катран, црн бумбар за првата тема. Мила Стојановска, црн бумбар за тема 1. Јана Николовска, голем црн бумбар за села и тема 1. Марија Стојковска, тема 1, црн бумбар. Виктор Митрев, црн бумбар за тема 1, Ненад Смилевски, црн бумбар за првата тема и поздрав, Дарко Митревски, црн бумбар повторно за села, не е вреден за коментар, срамота, секако бел бумбар за изјавата на ВМРО ДПМНЕ, срамно за СЈ, тие се против уставни. Ангеловска Стефанка, црн бумбар за тема број 1, Матеја Атанасовски, црн бумбар за села, Катица Јанева, црн бумбар за првата тема и Роберт Саздовски, црн бумбар за тема 1. Зоран Костадинов, црн бумбар за втората тема, Валерија Саздовска, црн бумбар прва тема. Продолжуваме понатаму. Илинка Илиевска, црн за тема 1. Добро вечер. Ало, добро вечер. Во програма сте, повелете. Бранко од Лисиче. Повелете, Бранко. За првата тема, за тој национал-шовинистот, така наречен села, не знам како се викат, инцесот Труга, нека не си поигрува со судбината на македонскиот народ и занеме едно големо црно бумбариште, ама изгледа сака да си поигрува со живците со овој убав мирољубив народ, кој што за жал изгледа че треба да преземи некои други работи. Толку од мене, ништо повеќе. Толку. Добро, нека биде тоа се. Прва реформа во идната влада на Заев и села, ќе бркаме македонци од работа. Тоа е денешната изјава од Зијадин села, да се надоврзам на ова што го кажавте. Можете да ја цените и неизе во контекст на претходното. Добро вечер. Добро вечер, во програма сте. Добро вечер. Со кого зборувам? Со Оливера. Господја Оливера, за што се одлучивте вие? За црн бумбар за села. Црн бумбар за села, да слушнеме коментар. Села потекнува една тешка балистичка фамилија. И сега се покажува исти таков како што се неговите предци. Само да знае дека не може да помириса до собранието, а не да прави чекори. А сум против СЈО. Против продолжување на мандатот на СЈО. На мандатот на СЈО, да. Благодарам, господи Оливера. Запишан ви е црниот бумбар 27 по ред за темата со реден број 1. Добро вечер. Вечер. Со кого зборувам? Гледачка Снежана. Повелете, господја Снежана. Сакам за првиот за села еден голем бумбар, па ако не му се живее во Македонија, еве Албанија нека оди, нека ја остави Македонија. Ние имаме тука убавина, па ако него му поубаво во Албанија, нека оди таму. Што он тука ни продава на нас памет? Ме слушаш, нели? Да, ве слушам, ве слушам. Така, Злато. Тој е голем националист, шовинист, битанга. Без навреди само ве молам. Чао! Ви благодарам за јавувањето, ќе ве замолам сите само вашите јавувања да не содржат навреди, да го задржиме нивото на емисијата. 28 црни бумбари за првиот предлог села. Тој вели, ако нема двојазичност во првите 100 дена како што ми е ветено, тогаш ќе го блокираме парламентот. Настан во водство. Добро вечер. Добро вечер. Нека гласа гледачот, нема проблем, може и така. Февзијамет, јас сум за села. Предпоставувам дека тоа сака да кажете. Има два бел бумбар од Елена Трајановска, Симона Мрчевска, бел бумбар за втората тема, Един Едо Рамчиловиќ, црн бумбар тема 1. Добро вечер.
Добро вечер. Во програма сте, повелете. Јас пред малку не можев да зборам, бидејќи гледајќи ги нашите кршни момци, како го играат тешкото, Македонија ќе се крене на нозе и нема да дозволи села да ни уништи државата и тие како села што Македонија откорна сака да откорнат. Затоа велам, црн бумбер, колку што се црни во идеите за села. А за ВМРО поздрав, СЈО да се откорне од Македонија. Не ни требаат луѓе што ја рушат државата од корен од внатре. Поздрав до сите. Македонија раѓала кршни момци и ќе има и понатака кршни момци што ќе чуваат ова Македонија. Ви благодарам. Црниот бумбар од вас ќе биде веднаш запишан, чинам дека е 30-ти поред за темата со реден број 1 и настанот е во водство. 6 јавувања и сите со поддршка за ставот на ВМРО ДПМНЕ. Нема причина за продолжување на мандатот на СЈО. Добро вечер. Добро вечер. Кој ни се јавува? Редовен гледач на прекрасната ТВ Нова. Ви благодарам. Поздрав и охрабрување најпред за господинот Кочан. Му стискаме палци и му држиме среќа и охрабрување за него, стоиме сите зад него. Сите гледачи на ТВ Нова. За СЈО, таа е парадржавна институција која што мора да биде згасната од политичката сцена во Република Македонија. На нас пара војни, пара полициски, пара политички, пара праведни институции не ни требат. Таа треба да се бриши од регистрот подитно. А за овој господин од села, после одредени биолошки процеси, таму зачнување, пораѓање, пубертет, адолесценција и ситуација до зрел или незрел маж, сега тој се јавува да кажува на нас македонците што треба да правиме и тој да ни кажува дали ќе има Македонија, дали ќе нема Македонија. Тој села да не биде иселен од Македонија, да биде коректен граѓанин и државјанин на Република Македонија, зашто многумена како него не знаат што се. Надвор од Македонија тие се македонци, а во Република Македонија се албанци. За кого тие живеете работа? За Република Албанија? Што имат врска тие со Албанија? Што имат тие врска со Косово? Ако се за таа агенда нивна Албанија и Косово, надвор од Македонија, не да не остават нас, туку ние ќе ги избркаме. А со нас, со мене и тие така што разбират кон мене, ќе бидат и сите и албанци и сите други националности што живеат во Република Македонија, што сакат мирен, спокоен и нормален живот. Ви благодарам, господине. Поздрав и се најубаво. А добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Со кого зборувам? Илчо, од Рошел. Повелете, Илчо. Па, црн бумбар давам за ВМРО ДПМН, нема причина за продолжување на мандатот со СЈО. Значи, не се согласувате со овој став? Да, не се слагам заради тоа што зашто да го кинуваат или им гори под нозе, па затоа го сака да го кинат. За СЈО, а за села, нашето село без куќа и се тера работата, што да преме. Тоа ние сме разбинети, кој ни е крив. Поздрав, пријатно. Ви благодарам, Илчо, поздрав до вас. Време е за реклами, а веднаш потоа се враќаме назад во студио. Продолжуваме со вашите гласови, со вашите бумбари на Facebook. Ке се осврнам Кирил Петров, тема 2 бел бумбар, голема поддршка за ставот на ВМРО, нема потреба од продолжување на криминалот, вели тој. Зорица Мурговска, црн бумбар за првиот предлог, нема двојазичност. Рама Шкуп, јас мислам каков е народот, таков е и војводата, значи црн бумбар. Маре Лјамова, Кафица и компанија подитно да си одат. Доста е музеја Македонија. Алекс Петковски, црн бумбар против албанците. Ова се бумбарите кои што ќе ги запишеме, доколку не се веќе се запишани и ги вбројуваме во конечната табела. Немаме повеќе време за жал, но настанот на денот веќе го имаме, веќе е јасно. Ќе биде црн бумбар, бидејќи 36 бумбари доби, од кои 35 се црни, еден е бел, настанот со реден број 1. Ќе споменам дека настанот со реден број 2, ставот на ВМРО ДПМНЕ нема причина за продолжување на мандатот на СЈО, доби 7 бумбари, еден од нив црн, а 6 се бели. Со 35 црни бумбари, изјавата на села, двојазичноста во првите 100 дена, доколку не биде прифатена како што ни е ветено, ќе следува блокада на парламентот, изјави Зијадин села. Толку за вечерва, толку за оваа работна седмица. Јас ве поздравувам, уште еднаш ви се извинувам што денес одиме во малку видоизменет термин и не само ние со Бумбар на ТВ Нова, туку и локумната која следува веднаш по оваа емисија, а и дневникот кој што следува
по нејзе, значи дневникот во 17 часот. Сето тоа ќе го видите, останете на оваа фреквенција и будно следете ги настаните, бидејќи во нив се кријат настаните за кои што веќе ќе зборуваме во понеделник. Имајте убав викенд, се гледаме во понеделник.